Почитувани учесници на третата генерација на школата за политики, почитувани представници на партнерските организации и фондации и членовите на програмскиот совет на председателскиот центар, драги пријатели. Ми представува исклучително задоволство и чест да ве поздравам на церемонијата за доделување на сертификатите за успешно завршување на школата за политики за 2023 година при председателскиот центар за политичко образование. Школата е централна активност во рамки на центарот, не само според бројот на учесници и предавачи, туку и според обемот на содржините што се обработуваат во рамките на овој проект. Од самото концепирање на идејата за формирање на ваков центар во 2019-та и преку неговата работа во изминативе години, се издвои неговата најважна цел, а таа е да се обезбеди платформа за демократски диалог и политичко образование во духот на демократските вредности за нашите граѓани, а особено за младите луѓе. Во едно демократско општество, институциите треба да им припаѓаат на сите граѓани, а институцијата председател не може да биде исклучок од тоа правило. Наша првенствена задача е да бидеме достапни за сите граѓани, независно од нивните политички убедувања, етнички, верски, културни, лингвистички или социјални разлики, како и активно да работиме за градење на консензус за сите важни прашања за општеството и државата, се разбира со почитување на легитимното право да имаме различни ставови. За остварување на оваа цел, потребно е институциите да бидат транспарентни во својата работа, отворени за соработка и инклузивни во пристапот. Токму тоа беше нашата основна мотивација за работата на центарот и за таа цел ја побаравме поддршката и помошта од реномирани странски и домашни организации и фондации со исклучително искуство во сферата на политичкото образование, градењето на функционални демократии и активно граѓанство. По овој повод би сакал уште еднаш да им се заблагодарам за поддршката на сите партнерски организации кои се представени во програмскиот совет, кои веќе дел беа спомнати, се разбира и на организациите со кои центарот има склучено меморандуми за соработка. Тоа се Фондацијата за демократија на Вестминстер од Велика Британија, Фондацијата Фридрих Еберт и Фондацијата Конрад Аденауер од Сојузна Република Германија, Националниот демократски институт и Меѓународниот републикански институт од САД, како и организацијата на нашата диаспора Македонија 2025. Оваа година на наше задоволство како партнерска организација ја имаме и Фондацијата Метаморфозис од Скопје. Почитувани учесници на школата, додека денес завршуваме со изданието на школата за 23-та и со вашето учество во неа, самите кажавте, во изминативе месеци имавте прилика во рамки на 5 модули да учите и да се стекнете со вештини од различни области на општествениот и политичкиот живот, што го представуваат јадрото на демократијата. Врвни предавачи и експерти од земјава и од странство одржава предавања и тренинзи посветени на политичкиот систем, човековите права и слободи, европските интеграции, мултикултурализмот, економските модели и практики, социјалната политика, заштитата од дискриминација со посебен акцент на малцинските и ранливите групи, парламентаризмот како централен аспект на демократскиот процес, надворешната политика, безбедноста, регионалната соработка, политичката комуникација, справување со пропагандата, лажните вести и дезинформацијските кампањи. Се трудевме сите овие теми да бидат обработувани на начин што ќе ви овозможи не само да се стекнете со основни знаења за нив, туку и да ви бидат представени и различните, често и спротивставени гледишта во однос на нивните различни сегменти. Се разбира, освен што учевте, наша цел беше да стекнете и практични вештини во овие важни сфери, што ќе ве направат поконкурентни на пазарот на трудот и ќе ви помогнат во иднина да се изградите во врвни професионалци од кои нашата држава ќе има бенефит. Освен образовната компонента и стекнувањето на нови вештини, школата што денеска ја завршувате имаше за цел да ви помогне на практичен начин да го сватите значењето на демократијата како единствен цивилизиран начин на уредување на политичките односи и заедничкото живење во заедниците. Во оваа прилика сакам сосема накусо и многу генерално да се осврнам на состојбата на демократијата не само кај нас, туку и пошироко. Во последниве 2 децении сведоци сме на една постепена, но се поголема криза на либералната демократија во светот и во Европа. Политичката поларизација не само што се интензивираше, туку излезе од политичките институции и се трансформираше во длабока општествена поларизација во одредени периоди и во одредени држави и региони, би рекол дури во меѓусебна омраза и нетрпеливост.
Доказ за тоа е падот на довербата во континуитет, во кредибилноста на демократските институции, растот на популистичките, автократските и радикалните движења и партии и се помалиот општествен капацитет за постигнување на консензус и компромис. Клучните институции на меѓународниот поредок се во криза или се нефункционални. На територијата на Европа имаме агресивна војна на една држава против друга, односно видна војна за територии за кои мислевме дека не е можен во 21. век. Војните тензии на Блискиот Исток се константа, за жал исто како и се поголемата нестабилност на африканскиот континент. Конечно и за нас најважно, процесот на европските интеграции, некогаш најважната трансформативна алатка и сила за посткомунистичките држави во Европа е де факто замрзнат и тоа токму кога треба да се донесат стратешки важни одлуки за интеграцијата на нашиот регион. Нашата внатрешна состојба од овој аспект исто така е загрижувачка. Сите испитувања на јавното мислење покажуваат ниска доверба во демократските институции, уште пониска во функционирањето на правната држава, односно бележат генерален песимизам за иднината. Тие трендови се особено изразени кај младите, со никогаш поголема поддршка за популистичките и авторитарните модели на владење. Граѓаните сигурно не можат да бидат обвинети за таквата состојба, одговорноста е првенствено кај општествените и политичките лидери, кај нас. Но независно од оправданиот револт, популизмот и авторитарниот модел ниту донеле, ниту некогаш ќе донесат повеќе благосостојба, поголема сигурност и посреќен живот. Тие носат само репресија, манипулации, несреќи и страдање за секоја нација, и на краток, и на долг рок. Оттаму мојата најважна порака до вас е да продолжите да верувате и да се борите за демократијата и човековите права и слободи и покрај моменталните разочарувања. Бидејќи без вашата борба за демократските вредности таа не може да остане. Или сумирано во една реченица, на демократијата и требаат демократи. Драги пријатели, со оваа порака на крајот, дозволете ми уште еднаш да ви честитам за успешното завршување на школата за политики и да ви посекам добро здравје и вам и на вашите семејства, како и успеси на приватен и професионален план во иднина. Благодарам.